Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство. 0+ месеци на телевизија Телма. Децата се порано влегуваат во пубертет. Зошто е тоа така? На која возраст би можеле да се очекуваат првите знаци на пубертетот кај новата генерација момчиња и девојчиња? Се случува мали деца да се потат под пазувите и потат да им мириса. Дали значи дека влегле во пубертет? Каков е тој вистински, ран, односно предвремен пубертет и доколку се јави, постои ли начин да се запре? На каков начин се диагностицира раниот пубертет и на каков начин се третира? За сето ова во детали од разговорот со денешната гостинка, професор доктор Мирјана Кочова, педијатар, субспецијалист по детска ендокринологија и медицинска генетика. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа следува денешниот разговор. Што кога пубертетот пред време ќе тропне на врата? Ова прашање ќе го поставиме на почитуваната професор доктор Мирјана Кочова, педијатар, субспецијалист по детска ендокринологија и медицинска генетика. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Многу ми е драго што се видовме конечно и што ќе обработиме една ваква убава тема. На почеток да ни појасните каков период е пубертетот? Зошто е толку бурен и толку сложен? Така. Пубертетот за мене од целата ендокринологија е најинтересниот феномен, бидејќи е многу комплициран, многу сложен и се состои од многу поединечни елементи во хормонската контрола. Тоа е процес кој што трае подолго време и почнува со првите знаци, а завршува со сексуална зрелост, односно со можност за концепција, односно за создавање на потомство. Така да тој трае понекогаш повеќе години, најчесто трае 2 години, меѓутоа може да трае 3 и 4 години и се разликува многу, се разбира, кај машките и кај женските деца. Во Соединетите Американски држави границата на почетокот на пубертетот од 12 години, кај девојчињата симната на 10. Дали истата слика кај нас? Има многу препораки за тоа како да се стејџира или како да се одредат стадиумите на пубертетот и денес веќе се смета општо прифатено дека пубертетот кај девојчињата е нормален ако почне после 8-та година. 8-та? Да, а кај машките после 9-та година. За разлика од тоа, она што се смета како веќе завршен пубертет, односно менархата, кај девојчињата веќе треба да дојде до кај 12-12,5 години во просек. Меѓутоа, ова е просек. Ќе видиме дека пубертетот практично има најразлични варијанти и кога е нормален. А зошто започува се порано? Познати ли се причините за тоа? Веројатно почнували порано така, да речам, затоа што градичките обично и не мора ни да ги приметите кај девојчињата. Тие се јавуваат на после 8-та година, може да се јават нормално. Обично се јавуваат после 9-та и 10-та година, но може да се јават и нормални ако се јават после 8-та година и обично не се забележуваат, има динамика, можат малку да се појават, па да ги снема, па пак да се појават. Меѓутоа, званично е прифатено хормонски дека пубертетот кај девојчињата почнува нормално ако почне после 8-та година, а кај машките после 9-та година. Она што е ново во сегашнава средина е тоа дека веќе има некои навестувања дека и 7-та година може да се прифати како еден нормален момент за почеток. Не е тоа се уште прифатено во меѓународните раководства, меѓутоа има се повеќе студии кои што укажуваат дека дури и во 7-та година првите хормонски почетоци можат да се забележат. Поврзано ли е тоа со начинот на исхраната? Многу има истражувања. Она што се знае е дека пубертетот е поврзан со body mass индексот. Значи сега кога има body mass индекс е индексот на телесна маса. Значи колку сме ние дебели, колку имаме масно ткиво. Значи ако сме подебели, знаеме дека натаму одиме, детската популација за жал оди натаму, дека кај дебелите деца пубертетот се јавува малку порано. И ова, да кажеме, во проценката на кога да се јави пубертетот влијае. Масното ткиво како ендокрино ткиво се однесува? Масното ткиво како ендокрин орган, меѓутоа се уште се вршат истражувања како тој корелира со другите хормони кои учествуваат во пубертетот. Понатаму имаме, да кажеме, еден параметар кој што е многу важен за да настапи пубертетот, тоа е коскената зрелост. Значи, зрелоста на коските кај децата оди по години и ние имаме атласи по кои што проценуваме дали детето, дали неговата коскена зрелост
зрелост, ја цени неговата телесна, ја следи неговата телесна зрелост. Ако, значи, потребно е да, например, за да се добие менарха, барем 12 години да биде коскената зрелост. Ја проценувате на каков се начин? проценува на рентгенска снимка, Добра. има атласи по кои што секое Рентгенска јадро се снимка гледа. на дланките, да, така? да, на дланката, со коренот на дланката и може да се процени колкава коскена возраст има тоа дете. И обично, значи коскената возраст, обично, нормално, го следи растот на детето и неговата возраст, меѓутоа кај дечињата кои што не растат добро, таа е многу важен параметар за проценка што понатаму ќе се случува. Првата менструација ќе им прати сигнал на коските да престанат да растат? Сега ова е прашање кое што многу често се поставува од страна на родителите и најновите сознанија се дека во просек после започнувањето на првата менарха девојчињата растат некаде околу 7 сантиметри. Значи не е тоа крајот како што велиме сега веќе готово, некои растат повеќе, некои растат помалку, меѓутоа јас како клиничар можам да кажам дека честопати после менархата нагло застанува раст. Да проговориме уште малку за причините за предвремениот пубертет, бидејќи родителите имаат многу прашања поврзани со За оваа предвремениот пубертет имаме многу важни за патолошкиот. Добро, за намалената за намалената граница да. за се почесто што се јавува кај помали деца. Да. Што е со да речеме пилешкото месо или пак месото полно со хормони, ќе влија ли тоа на пораниот почеток на не, пубертетот? ниту стои тоа во учебниците дека треба да се забрани пилешкото месо, меѓутоа факт е дека при одгледувањето на пилешкото месо се користат многу естрогени. И друго е познато дека естрогените практично имат рецептори за кои што секој и надворешен естроген може да се врзе. Значи може да го стимулира. Меѓутоа не е докажана медицински некоја јасна поврзаност меѓу пилешкото месо, иако ние обично им велиме да направат мала рестрикција или да се префрлат на родителите на домашно нели пилешко месо без надворешни, сакаме да ги избегнеме сите можни потенцијални, меѓутоа цврсти докази нема. А да избегнуваме пластични чаши, пластични амбалажи, пластичните чаши и да при изработката содржат во себе си одредени ксеноестрогени, значи супстанции кои се слични на естрогените. И тие се навистина, тие можат да се врзат за рецепторите и да предизвикаат, да кажеме, порано поја. Меѓутоа, ние не можеме таа делинација да ја направиме во денешно време кога се е пластика и се е лим и се е така да не можете да го издвоите тоа, ниту пак имате доволно популација која што не користи ништо од тоа, нели, за да видите како ќе оди, тоа треба да биде доста голема популација за компарација, нели? Се случува особено кај девојчињата, да се јават влакненца на ноџињата, на рачињата релативно рано. Значи ли тоа дека ќе влезат набрзо во пубертет? Не. Значи, исто така тоа прашање, тоа го викаме нехирзуитизам, кога имаме влакнавост нели, по телото. Значи, често пати децата се раѓаат со влакнеца по грбот. Често пати како мали има темни влакнеца по екстремитетите. Па после со растењето малку ќе се разредат, па ќе осветлат и така. Единствени кои што се релевантни влакненца за пубертетот се влакненцата во пубичната регија или под мишките. Срамните влакненца? Срамните влакненца или влакненца под мишките. Ако таму видиме во рана возраст појава на влакненца, тогаш секако ќе го крстиме тоа дека се работи за некоја форма, дали е вистинска или пак е псевдопубертет, значи, но тоа мора да бидат на тие места влакненца. Професор, а што е со ние дечиња што се потат под пазувите и под тај мириса? Па родителите се секираат зошто тоа се случува. Значи ли дека влегле во пубертет? Не, тоа е исто, тоа е идентично, значи идентично како појавата на влакненце под мишки или појава на некој влакно доле во пубичната срамно влакненце, затоа што денес е познато дека јас сакав да ја образложам како настанува, како всушност настанува пубертетот, за да знаеме што се случува кај овие деца. Значи многу е важно да го знаеме динамиката на пубертетот. Динамиката на пубертетот до ден денес не е до крај разјаснита, меѓутоа многу детали веќе ни се познати. Прво е познато дека за да настапи пубертетот, оној главниот пубертет, вистинскиот пубертет што го викаме и што зборува за гради кај девојчињата, тестиси кај машките, појава на мензес, појава на бричење, длабоглас, сперматогенеза и така натаму. Значи, за да тоа се случи, мора да тргне од хипоталамусот, да се активира еден дел од мозокот кој се вика хипоталамус. Тој праќа сигнали до хипофизата, друг дел кој се наоѓа на коренот, на базата на носот, нели? И тука практично почнува излачувањето на така наречените гонадотропини, хормони на пубертетот.
Тоа се фоликулостимулативниот хормон, кај женските предимно, лутеинизирачкиот хормон, кај машките предимно, од кој што едниот ги стимулира јајниците, а другиот ги стимулира тестисите. Едните да лачат естрогени, другите да лачат тестостерон. Значи женски и машки хормони. Значи тоа е нормалниот пубертет. Меѓутоа, се би било многу едноставно кога тука не би се мешала надбубрежната жлезда. Надбубрежната жлезда е она која што се занимава со влакнавоста. И со таа викаме ние адренарха, значи пубертет од надбубрежната жлезда. Значи мора таа да почне да лачи. И оваа жлезда некогаш може да почне да лачи малку порано отколку што нормално ние очекуваме, мали дозички кои што ќе предизвикаат или потење или по некое влакно појава. Меѓутоа, познато е дека оваа ситуација не се одразува на вистинскиот пубертет. Значи тој е лажен, тој лажниот пубертет или псевдопубертет кој што почна. Сега тоа е ако се е во нормални физиолошки граници. Ќе видиме дека надбубрегот може да даде и вистински предвремен пубертет. Мислам тежок предвремен пубертет кој што се должи на аномалии, нели? Али зборуваме за нормалниот циклус на сексуалното созревање и на пубертетот. Исто така, оваа надбубрежна жлезда има конекции и со јајниците и со тестисите. Така да практично јајникот и тестисот се под влијание на сите овие хормони и тие ги лачат клучните хормони за пубертетот. Естрогените за појава на градите, и за сите други појави на женскиот пубертет, нели? И тестостеронот кај машките. За првите знаци на пубертетот за кои што можеме да позборуваме, за порастот на тестисите, за порастот на пенисот и така натаму. Значи тој циклус, тој систем на хормони мора да биде вклучен за да почне пубертетот и да се развие до крај пубертетот. Ако негде на средина се случи некоја аномалија, тогаш нема да продолжи пубертетот. Значи може да запре. Може да запре и тогаш ние знаеме дека се работи за некоја патологија. И уште нешто што е исто комплицирано, значи за да почне пубертетот, хипоталамусот не лачи хормони и се наеднаш почнал, него тој почнува да пушта мали пулсеви на хормони. И до ден денес не е познато што е тоа што го стимулира да почне со пулсирањето. И пулсирањето ни е многу битно, ќе видиме покасно за терапијата. Значи он пушта еден пулс, па се намалува, па пушта пулс и повторно и тие знаци на пубертетот се јавуваат така пулсатилно. А тоа ни е многу важно заради лекување. Така, подоцна ќе појасните на каков начин тоа влие. А што е со оние бебиња што кога ќе се родат имаат жлезено ткиво на градичките? Понекогаш дури млекце знае да потече. Да, вака сега тоа се смета за една бенигна појава. Многу е почеста, морам да кажам, кај мајки кои што примале хормонска терапија. Во денешно време многу од родилките примаат хормонска терапија, значи дали оправдано или неоправдано за задршка на бебето, ако одат особено на инвитро. Значи тие се примаат страшно многу хормони и тие хормони можат трансплацентарно да предизвикаат кај бебето една транзиторна, ја викаме таа теларха, ќе се појави и после неколку до 6 до 9 месеци таа би требало да исчезне. Се смета дека секое појавување на цицињата до 3-та година, најчесто пак велам има екстремни исклучоци, нели? Меѓутоа се она што ќе се појави до 3-та година е главно бенигно. Значи го сметаме дека ќе заврши, дека ќе се нели она што треба да го разликуваме сигурно е дали се работи за жлездено ткиво или циста. Ние користиме ултразвучен наод, што може многу добро да ги делинира тие две работи. Понекогаш и кај девојчињата има некаков вагинален исцедок кој што може да биде обоен. И вагиналниот исцедок спаѓа во истата категорија. Истата категорија. И е сосема бенигна појава. Родителите се во шок, родителите се шокирани, мислат дека е циклус, мислат дека е тоа жолтеникава течност. Добро е да се земе бриз, да не се работи за некој инфективен процес, нели? Меѓутоа најчесто не добиваме ништо и тој завршува исто така како што почна. Тоа е така како да речам таков е пубертетот. Пубертетот е чудлив, ја не знам на македонски како да кажеме. Таков е, таков необичен, невообичаен, самобендисан. И некогаш знае да почне така и да се заврши сосема спонтано, без... Но, сите овие деца ги следиме. Значи, не ги оставаме така, за ќе дојде до 3 години, а дете пишува во книги. Значи, тие деца мора да ги следиме редовно, ендокринолошки прегледи. Ендокринолошки прегледи, обични прегледи, клинички прегледи на сите оние појави кои што ги имаат, особено на растот, затоа што растот ни е многу важен параметар во пубертетот.
Нема пубертет без забрзан раст. Значи, ако е вистински пубертет, ние веднаш ќе видиме, ќе скокне кривата на расте. Ако се појавува вистински пубертет. А што е со оние деца кои што се повисоки од своите врсници кога се мали, а родителите им се со просечна висина? Може ли тоа да навестува дека ќе влезат во пубертет? Не, тоа значи растот не го рекламира пубертетот, ќе биде или не биде. Али пубертетските знаци поврзани со растот, значи растот е знак на пубертетот, може да биде. Иначе ние конституционално имаме различен раст, нели? Имаме високи родители со ниски деца и обратно, нели? Нема тоа никаква навестување дека ќе биде овде сега ќе дојде до пубертет. Исто ли е пубертет и адолесценција? Не. Пубертетот е поран на појава. Прво е пубертетот, а после настапува адолесценцијата, па после настапува младото адултно доба. Значи адолесценцијата е оној период кога индивидуата, тоа е повеќе како да речам еден психолошки феномен кога созрева она сексуално, и тоа сексуално созревање мора да го смести во својата околина, во своето вработување, во своето школо, во својот барање на брачен партнер и така. Тоа е адолесценцијата, таа настапува после 16-та година, а ние веќе до 16-та година сме веќе пубертетски зрели, најчесто. Кога сметате дека некое дете влегло пред време во пубертет? Секогаш кога ќе се појават знаците на пубертет, рековме, пред 8-та година кај девојчиња, се што е пред 8 и се што е пред 9-та година кај машко дете. При тоа знаеме кои се знаците на пубертет, нели, како почнува пубертетот е многу битно да знаеме. Кај девојчињата во 80% од случаите почнува со градички. Значи жлезено ткиво на градички. Само жлезено ткиво во градичките. Ако само на едната градичка може има? прво на едната, па на значи другата, да биде асиметрично не. Исто така и за телархата, за овие бебињава може да имат само една градичка, нели? Така. А ако имаме, тоа е значи првиот знак е телархата кај девојчињата, додека кај машките е првиот знак е порастот на тестисите како знак. Сега, ние можеме да имаме било кој знак на пубертет. Не мора да имаме како преран пубертет појава на градички. Може да имаме значајна влакнавост. Тогаш ќе мислиме дека или надбобрежен некој тумор, или оваријален тумор ако е девојче, или ако е машко, или тестикуларен тумор, или некој централен тумор. Значи, било кој знак од пубертет, ако ни се појави пред 8-та година кај девојчиња, или, например, наеднаш девојчето без градички, без ништо почнува да крвари. Значи, и тоа е исто предвремен знак, нели, али не е нормално. Исто така и кај машките, значи може да почне со сите оние знаци кои што се влакнавост изразена или било, затоа што рековме дека надбубрегот и со хипофизот и во нормалниот пубертет учествува. Така, значи се поврзани. Да. И сега какви испитувања правите? Веднаш ехопреглед ќе се направи, крвни анализи? Да. Што правиме ние кога ќе приметиме знаци за предвремен пубертет? Ви кажав, независно од која возраст, пубертетот може да почне од 0 па до крај. Значи може од 0 години да почне. Може кај новородено, и кај бебе, и кај новородено може да почнат пубертетски. И сте имале такви примери? Сме имале, како не, мислам зависи дали се надбубрежни или се централни од хипофизот. Значи прво одредуваме дали прво кој е тој знак на пубертет, кога се појавил, се разбира анамнестички, меѓутоа многу важно е тогаш го мериме детето. Ја мериме неговата висина. Дали расте? Да. Значи ја мериме и ако можеме во 2 точки да измериме во растојание од 2-3 месеца е многу добро. Гледаме која е брзината, со тоа проценуваме која е брзината на растот, но исто така правиме зглобна слика, која што ќе ни каже коскена зрелост. Дури кај бебињата, може 4 години се појави кај новороденче да е коскената зрелост. Тоа знаеме дека нешто не е во ред, нели? Значи таа асоциација заедно бара испитување на хормоните. Испитување на хормоните. Сега, морам да кажам дека вистинскиот, тежок, туморски пубертет е многу редок. Кај девојчињата, преку 90% е така наречениот идиопатски, на кој што не му ја наоѓаме причината, ама знаеме дека детето ќе го хендикепира и ќе видиме зошто треба да го лечиме. Па нека си биде у пубертет шо, ама има причини заради кои што не е баш тоа така, нели? Тоа е едно. И второ, кај машките деца мора да водиме сметка дека 50% пубертетот се должи на тумори.
Значи кај Тоа е познато. момчињата е Кај почесто момчињата да се има многу тумор. почести туморите на хипофизата, во хипоталамусот, тука разни арахноидни тумори и така натаму. Значи затоа мораме таму да ги бараме. А кај девојчињата, рековте за диагностичката постапка, што ќе направиме? Ќе ги испитаме хормоните. Кај малите деца, тоа е многу ретко да имаме причина која што се сомневаме, тогаш ќе направиме ехо на јајничињата, ехо на надбубрежната жлезда, ќе ги бараме магнет, ќе направиме, значи имиджинг техниките ќе ги употребиме за да го најдеме туморот и да што побрзо се екстирпира. Морам да кажам дека тие се често малигни, значи тие ако се јават, ама се многу ретки. Јас во мојата кариера дали 3-4 сум видела, нели? А исто така може да биде причинет пубертетот кај едно новородено од надбубрежната жлезда, при што може да се јави клиторомегалија, да се надворешните да изгледаат надворешните гениталии чудно, нели, затоа што надбубрегот може да има генетски дефект кој што ќе спречи да се лачат нормалните хормони, туку сите ќе ги врти кон машки хормони и тогаш практично има таблетарна терапија. Значи, за тие случаи на надбубрежен пубертет. Централниот пубертет е исклучително редок кај бебињата. Сега да фатиме онаа категорија која што е почест вистинскиот предвид. Тоа е над 3 години. Меѓу 4, 5, 6 до 7-та година. Значи, во овој период детето може да пројави гради, да пројави влакни. Исто како што се јавува нормално пубертетот. Прво градичките, па влакненцата и после тоа, значи, циклусот. Може промени во однесувањето се јават? Промените на однесувањето се многу специфични кај значи се секогаш присутни. Често пати родителот ќе каже, што му се случува на детево, нешто не ме слуша, се смени преку ноќ, све знае, само бендисано е, све само прави како што така пубертетско однесување, барање на своето место во средината се јавува. А кај мало дете од 4-5 години? И кај мало дете доаѓа до таа, како да речеме, една разлика во однесувањето, ако е вистински пубертетот. Например, машките деца имаат либидо, тие ги штипкаат повозрастните и сексуална жена, значи тоа се типичните хормони кои што си работат, нели? Сега, кај девојчињата рековме дека прво ќе направиме снимка на шаките и таму ќе најдеме големо забрсување на растењето, над 2 години од неговата хронолошка возраст. И ние веќе тие 2 години сме ги изгубиле во растењето. И затоа, значи пубертетот, затоа го лекуваме. Прво, растот ќе се ограничи на детето. Второ, ги спомнавме овие психолошки однесувања кои може да доведат до напади, либидо, до бременост. Сте читале 5 годишно пародило или не знам што, значи може да се случат такви несакани дејства, напаствување и така натаму. Значи тоа е тоа. И трето што не го занемаруваме денеска е неговата однос кон средината. Ако се разликува детето од средината и тоа многу му пречи. Одскокнува од врсниците. Тогаш знаете, следува булинг, следува непријатност во училиште, разлика од другите и тоа се 3 многу легални елементи заради кои што ние детето ќе го лекуваме, за да го спречиме тој феномен, поготово што имаме денеска добра терапија за која што веќе позборуваме. А кај машките деца пак, секогаш ќе одиме на многу поекстензивно испитување. Не спомнав, се извинувам, кај девојчињата, кога ќе ги земеме хормоните, кога го тестираме дали е предвремен пубертет, може да добиеме нормални хормони. Оти не сме го фатиле пулсот. И затоа практично тогаш правиме тест, познат тест, кој се нарекува ЛХРХ тест, му даваме ампула на гонадотропини. Ќе кажеш, па парадоксално, се му даваш да го стимулираш пубертетот. Да, ама му даваме депо, кој нема пулсеви. Значи, му даваме една ампула од депо и тој веднаш, ако има предвремен пубертет, тој ги покажува сите високи. Ако нема предвремен пубертет, не реагира. Значи, немаме појава значи, сме упаднале меѓу пулсевите нормални и ништо. Значи, не е испитувањето воопшто едноставно. Да, испитувањето е доста комплексно. Сега, ова испитување практично не е заметно за детето, не е заморно со едно боцкање, само повеќе анализи од истата вена се зима, 2 часа трае и ние веќе тој ден или следниот имаме диагноза.
Ако нас ЛХ не отиде многу високо, тоа е главниот, да речеме, пубертетски, и ФСХ кај девојчињата ќе отиде, ние знаеме дека имаме предвремен пубертет. Дали сите девојчиња кои што имаат предвремен пубертет треба да му правиме магнет, сега нели зашто не ли може да има? Да. Па само околу 10% од девојчињата имаат бенигно туморче во хипоталамус, хамартом се вика, и тоа ништо не значи, ние нема да те го чачкаме, нема ништо да му правиме. Така да одлучуваме на лице место дали детето има други знаци во видот, дали има главоболка, дали има нешто друго, за да ја правиме, за разлика од машките, каде што по дефолт ја правиме кај секој дете. Бидејќи споменавте 50% кај нив беше рековме дека има кај нив. И уште нешто, значи, има новини во диагностиката, кои што би сакала да ги споменам и се надевам дека ќе ги донесеме во Македонија. Работиме со лабораториите да можат. Значи, само преку, јас сега имав пациент од Париз, кој што практично имаше само преку урина мерење на естрогените да се постави. Значи таму естрогени се присутни во урината. Естрогените се секдека, да кажеме, повисоки, нели, меѓутоа ние мора да ги фатиме и ако ги земеме во една долга порција на урина, тогаш има номограми, има таблици по кои што знаеме дека се движат во пубертетски елементи. Значи многу поедноставен тест од тоа што споменавте. Без да правиме вакви тестови, така да баш се заинтригирав и баш контактирав со повеќе лаборатории да видиме дали можеме тој тест да го донесеме, затоа што тоа не е многу ретко. Значи, во секој момент во Македонија по 50 девојчиња се лекуваат од предвремен во секој пубертет. Постојано родителите се вуват на лекар кога ќе забележат некакви промени со жлезнено ткиво. Но за среќа повеќето од нив се од овие екстра причини и не се комплетен пубертет, не се централен вистински пубертет. Доколку забележите дека коскената зрелост кај детето е 2 до 3 години понапред од реалната возраст, дали со терапијата што ќе се даде може да се надокнади тој раст? Што би недостасувал? Многу мал дел се надокнадува. Затоа инсистираме да го детектираме колку што може порано. Бидејќи терапијата кога ќе го откриеме, ќе кажеме ова дете има предвремен пубертет. Значи кога ќе почнеме да го лекуваме, неговите градички ќе омекнат и ќе исчезнат. Што се дава? Некакви инекции се дава? Даваме ампули на истиот тој стимулатор, рековме оној што е прологираниот. И хипоталамусот сега наеднаш го нема пулсот. Му делува цело време едни исти нивоа на хормони и не пулсира. Значи, практично нема пулсеви, нема пубертет. Рековме дека пубертетот е пулсативен. Така. И ние порано ја дававме, доскоро ја дававме еднаш месечно ампулата. Истата, тој аналог, хроничен аналог, го даваме тој кој што тестираме, кој што не е битен, нели, за да почне пубертетот. И некогаш кога ќе почнеме да лечиме, веќе првиот месец може да има некој ефект во смисол да дури некоја капка крв капне, па да паника предизвика, меѓутоа тоа трае многу кратко, само 2 месеца. И после тоа го лекуваме детето, се до тогаш додека ќе процениме дека ќе има нормална висина и дека веќе не му е подека може да совлада еден циклус, еден пубертет и така. Значи повеќе години тоа може да трае. Значи го даваме повеќе години, ако почнеме од 4 години, тогаш некаде до 11 или 10. Тоа е контракт меѓу родителите и значи како они ќе проценат дали детето е зрело доволно за да може да ја совлада, затоа што ние кога ќе ја прекинеме терапијата, после 3 до 6 месеци почнува нормалниот пубертет. Очекаме нормалниот пубертет и немаме изненадување тука. Тој ќе си се појави, ќе си почне пак кај што застанал, пак ќе пораснат градичките, пак све ќе си оди. Значи нема последици од терапијата, постојат некакви ризици од терапијата. Ризиците се само ако детето се здебели многу, затоа што има една тенденција да се поправаат овие деца, малку и заради третманот од околината, малце и така целата ситуација, нели, ние ги предупредуваме. Значи, ако не се здебели детето, ако се здебели многу, тогаш ќе му дојдат други нарушувања кои што не се од предвремениот пубертет и од терапијата. Сега новата терапија, која што јас веќе ја употребувам, тоа се 3-месечни ампули. Значи не секој месец да го поцкаме детето, него на 3. Има и на 6. И тие се главно ангажирани за дечиња над 4 години. Така да во таа возрастна група се дават, па првата година ги лечиме месечно, па после тоа ќе почнеме со овие што се. И се многу позадоволни, друго е вие 3 пати да дојдете на доктор, друго 12 пати да дојдете, нели, за да примите инекција. Што толку некој задоцнил, не се јавиле на време, еве девојчето веќе добило
менструација или пак момчето веќе постигнало крај на пубертетот многу рано. И сега скената зрелост е многу напредна, затворени се. Како се вела тие? Ако се затворени коските, тогаш ние може нешто да направите? Нема потреба да го враќаме пубертетот, затоа што него главниот елемент растење, тоа овие девојчиња што ги лекуваме навреме добиват и во висина, значи имаат многу повеќе шанси да пораснат отколку оние ако ги оставиме. Ако ги оставиме, нивната висина ќе биде, како да ви кажам, нема да бидат они толку ниски како што велиме ние, ама ќе бидат тука некаде 140, 145. Мислам, пак ќе бидат пониски од општата популација. Се случува ли некош родителите да дојдат да барат хормон за раст во тие моменти, да речат многу е ниско детето, дајте да направиме нешто? Хормонот за раст дури може да се даде ако ептемје многу ниско детето, ама епифизите се отворени. Ако се затворени епифизите, никој нема да ви даде хормон за раст. Оти тој делува на епифизите, нели? Немате органот кај што да што велите на крајвите каде што растат. Коските. Таму делува хормонот за раст. И он кога ќе естрогените ќе ги затворат пукнотините и нема каде да делува хормонот за раст и никој не дава хормон за раст кога се затворена. Имаме многу такви консултации зашто завршил пубертетот, нели? Па можда и детето не е ни толку ниско, нели? Или така натаму. Меѓутоа они чуле сега дека хормонот за раст, кога се затворени епифизите, тогаш не се дава. Или ако пукнатините се толку мали, символични, да нема резон да се експериментира кај детето, зашто па хормонот за раст има и свој други, да кажеме, нуз ефекти. Така да хормонот за раст не е правило кај децата кои што имаат овој превремен пубертет. Затоа што тие со терапијава ќе се ако навреме диагностицирано, ќе се ја постигне својата предвидена фамилиарна висина. Професорки, само да ги поканиме гледачите. Имам уште 11 минути до крајот, но сепак има простори за некое прашање од гледач. Почитувани од овој момент емисијата ќе биде контактна, сето тоа што ви интересира за пубертетот, но и за раниот пубертет. Слободно можете да се вклучите во програма, поставите прашање. Професор доктор Кочова, педијатар, детски ендокринолог и по медицинска генетика, професорка сте субспецијалист, така, ќе даде одговор на сето она што ви интересира вас, но има и многу работи кои што се предвидени, професорки, со овој концепт. Дали децата кои што, девојчињата кои што ќе влезат порано во пубертет, исто така ќе влезат и порано во менопауза. Што е со оние кои што добиле менструација, односно првата менархија добиле пред 10-та година? Дали е тоа ризик за понатаму во животот? Не. Баш сега, еве и за емисијава сакав последно да прочитам, значи не го менуваат темпото на пубертетот, раниот пубертет, не го менува темпото на пубертетот, на циклусите, на кога еднаш ќе се постигне зрело за да има жената нормални циклуси, тие си продолжуваат и нивната должина е практично таква какава што е генетски детерминирана. Знаете, некои фамилии завршуваат многу рано со циклус, некои. Не спомнавме дека обичниот пубертет е многу зависен од фамилиарниот од генетиката на пубертетот, да. Нема ген, ама има повеќе гени, така да кажеме, многу е по-логично ако во фамилијата сите добивале, ние имаме цели фамилии што на 10 години имаат веќе циклус. А се сосема во ред. Значи имаме други кои што на 14 и во денешно време до 14, нели не. Али тоа е веќе друго прашање, тоа е за доцнетиот пубертет, тоа е сосема друго прашање. При раниот пубертет јас најдов дека може да доведе до некои здравствени проблеми, како што се дијабетес, дебелина, кардиоваскуларни болести. Тоа е предвремениот? Да, предвремениот. Не. Ако нелекуваниот може би, ако ние не го лекуваме, тоа ќе биде една ниска индивидуа која што полесно ќе се здебели, полесно ќе развие поголем индекс на телесна маса и така и со кардиоваскуларните поврзано. Али нема јасна врска меѓу пубертетот, значи меѓу раниот пубертет и појавата на кардиоваскуларни. Ова се, како да речем, предвремено созреани индивидуи, не каснат нигде. Так, двајца гледачи ќе вклучиме во програма. Добар ден. Ало, добар. Повелете, во програма сте? Ти ве молам, ова да ме слушате, имам една внука. Така? Доби пред време, ова мисля, многу напредна беше и порано доби циклусот. На колку години? На 9 или на не знам како. Тука нека 9 години веќе започна циклусот, така?
ама напредна е, мисла крупна, висока така, ама многу има крварење. И таа е во странство моментално. Мене ме брине зашто и даваат железово и паѓат и по 2 кеси и даваат тие железо. Тоа ми е многу брижливо, ме брине. Ве загрижува незината состојба. Зашто, Под прашање да немате? Нормално толку да крварите од девојче, сега има 17 веќе години. 17 години. Така. Ама прима на 3 месеци по 2 кеси железо, а тие странците и викаат мора така да биде. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето. Повелете, професорке. Многу ретко обилните крварења предизвикуваат тешка анемија. Затоа што жената е на некој начин заштитена, ако секој месец крвари по 5 дена, нели, практично би било многу почесто. Но има и такви ситуации при кои што мора да ги знаеме ситуациите како изгледа јајникот, како изгледа матката. Некогаш и прерано се јавуваат и миоми кои што даваат страшно тешки крварења, особено ако прима железо. Меѓутоа, за примањето на железо може да биде проблем и некаков од факторите за коагулација. Значи, фактор Лајден и многу други фактори. Значи, мора многу обсежно да се направи испитување, да се види дали е циклусот тоа што предизвикува. Друго треба да се знае дали е тој редовен, да се знае колку трае, на колку време доаѓа. Што циклусот е исто така каприциозен како што е пубертетот. Тој, например, кај некои жени на 21 ден доаѓа, кај други на 45, мислам. Така да и тоа треба сите овие елементи да се приберат за да се види дали оние лечат анемијата како анемија или крварењето е тоа што ја предизвикува анемија. Од оние кои што имаат анемија, тие крварењата им се многу тешки и подолго трајат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Здраво. Сакам да прашам, имам девојче 2-годишно и има голем раст на гради. Без сме на ендокринологија, направија и рентген на шака, нешто такво. И цело време одеме, кажаа дека тоа е нормално и дека е предизвикано од јадење на пилешко месо и сувомесност и такви работи. Сега, дали е можно тоа да се појават? И сега ми е прашањето, едната градичка веќе и се намали, ама другата уште и стои. Сега пилешкото скроз го прекинавме и колку време така ќе биде? Дали цел живот нема да јаде такви работи или како? Така. Уште некој подпрашање, професорке, да немате ли тоа? Не, ви благодарам за вклучувањето. Значи, тоа е 2-годишно детенце, кое што му се појавила теларха, било го испитале, му рекле, ви реков она што често пати им советуваме, извадете го ова индустриското пилешко месо. Значи може домашно пилешко. Домашно може со домашна храна, да не биде хрането со концентрат. Тоа им велиме. Меѓутоа ние детето никош не го оставаме комплетно без пилешко месо и без особено без јајцата. Од естрогените и во јајцата ги има, особено во жолчката. И ние практично, значи затоа ги бараме тие јајца кои што се од домашни кокошки. Ама тоа пак ви велам, тоа не е дефинитивниот одговор. Туку коинциденцијата, оно почнало да се намалува едната градичка и другата ќе се намали. Рековме дека не одат секогаш двете градички истовремено, така да ова е најверојатно онаа бенигна теларха, која што и нема да биде детето сигурно без штом ќе се израмнат градички и си продолжи со нормално јадење. Нема тие рецидиви сега, пак каснало пилешко, па му се појавиле. Не постои такво. А како советувате пилешко да ја даваме на нашите деца? Кожата да ја отстраниме? Да. Тоа го советуваме и заради здравствени причини. Значи, прво естрогените се сите под кожата. Друго се доста мрсна, значи целата маст се наоѓа под кожата и затоа супата не е проблематична. Ние супата од кожата не, а сите правиме супа. И ние тоа кај овие дечиња тоа го советуваме да ја изљупаат кокошката и да си направат пак супа и све тоа што ќе биде. Меѓутоа пак велам дека тоа е еден спонтан процес, она и спонтано градичките ќе исчезнат и без овие диетални, да кажеме, препораки. Но може ми сиркино месо да се зема на место пилешко? Па исто и тие се хранат, исто се гледаат, нели сите се стимулирани заради особено ако се несилки, се овие не ги стимулираат за несилки, ама пак за побрзо растење за све. Уште еден гледач ке вклучиме, ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас сум мајка на ќерка која што почна да им мириса пота на околу 5 години. Веќе набрзо ќе полни 9, пилешко не користиме, месиркино, благото го намали многу, таа се сака благичко да се касне.
Но ми препорача докторката не слушнав да спомне спортување. Но не спортување, не знам, за викенди да трча во парк, туку вистински да се занимава со спорт. Токму поради излучување на хормони што при спортување, при вистинско физичка активност го намалуваат од активноста на другите хормони. Па ме интересира нешто повеќе, дали може докторката да каже. Дали е полно детето? Дали е полничко вашето дете? Не, само што е многу повисока од генерацијата. Е поголема, да. Така. Значи, во кривата таа што ја спомна докторката, Те перцентилни таа е криви? во рамките на како високи крупни деца. добро. Таткото е многу висок, Добро. сите високи, ама таткото е посебно високи, така што си влече таа на Така. таа силна страна. Добро. Така, ви благодарам Добро. за вклучувањето. Ова што ви го кажале има смисла. Зошто? Али главно тоа се однесува на крупните, на големите деца, затоа што кога детето игра, кога трчи, кога ги користи мускулите, на него му се гликозата се користи без инсулин. Значи не му треба инсулин за да го користи шеќерот кога е активно. Кога ние јадеме, нас ни треба инсулин за да таа гликоза што ќе ја внесеме, али кога игра, таа не се користи. Значи, спречува излачување на голема количина на инсулин, кој што инсулин исто така може да има влијание. Кај девојчињата на јајниците може да има влијание. Некогаш дебелите девојчиња прават полицистични јајници каде што инсулинот и како има влијание, нели? Затоа ви рекле тоа. Меѓутоа, нашите препораки за здраво дете се да секој ден детето има пола час физичка активност. Секој ден, не да оди да се бави со некои драстични спортови. Да, убаво е, ако сака да е компетитивно, ако сака некој спорт, меѓутоа секојдневното бавење со спорт практично многу добро ја балансира енергијата и хормоналниот статус. И се што ќе биде тоа пола сат? Дали ќе биде тоа возење на точак, дали ќе биде возење на ролшуи, ако е детето помало, дали ќе биде планинарење, дали ќе биде пливање, дали ќе биде гледање на YouTube на некоја вежба со играње или со трчање, со танцување, не е битно. Али да го внесе во својот систем на живење пола час активност дневно. Тоа се општи препораки за здраво дете. Да проговориме малку за менарката, за менструацијата, за менструалниот циклус кај девојчињата. Откако на крајот од пубертетот ќе добијат менструација, колку време ќе треба за тој да се изрегулира? Има девојчиња кои што им треба подолго време. Некои почнуваат од првиот ден и имаат секогаш регуларен циклус. Меѓутоа, најголемиот дел од децата, првиот циклус го викаме менарха. И во текот на првата година циклусите се ановулаторни, нема овулација, нели, така ретко се случува да има овулација во текот на првата година. Така да обично е потребно некаде ние барем колку чекаме, година до година и пол. Чекаме. Ако е нерегуларен циклус. Мислам, чекаме да видиме, го бележиме, гледаме како ќе биде, гледаме каква е општата состојба на детето и така натаму. После година и пол веќе би требало да настапи регуларниот циклус. Што се случува во денешно време? Во денешно време се почести се нарушувањата на оваријалниот циклус, на циклусот на крварење и ние многу почесто отколку што беше порано. Јас 40 години ја работам во оваа област. Значи, тоа беа раритети да ние видиме дека некој ќе има нерегуларни циклуси па да ги трагаме по нив. Денеска многу почесто се случува да девојчињата рано пројавуваат знаци на полицистичен јајник, од кој што една од причините е дебелењето. И за циклусот не е добро дебелењето. Зошто не е добро? Затоа што предизвикува така наречен метаболички синдром, кој што инсулинот се умешува во функцијата на јајникот, што го спомнав предходно, и тие девојчиња практично имаат ирегуларен циклус и понатаму. И тогаш ние правиме хормонска обработка и денеска се почесто се почнува лекувањето порано за тој полицистичен јајник, зашто полицистичниот јајник се јавува после 16-та година. Меѓутоа, ова се предвесници. Предвесник може да биде и појавата на влакнавоста, на пубичната влакнавост и на телесниот мирис. А акника?
и акни, значи тие се предвесници. Сетото е предвесник на предвесник. полицистични јајници. И ние практично затоа овие дечиња кои што имаат пубарха и знаеме ние дека тоа ќе биде во најголем број, ќе биде се нормално, нели? Меѓутоа секогаш ги следиме барем во годишни интервали за да превенираме, ако дојде денеска многу рано треба да се лечи полицистичниот јајник, за да не дојде ситуација со оние чести посети кај доктори, па со инвитро инсеминации, па сите тие работи. Тие можат во денешно време да се држат под контрола. Професор, ке следната тема, еве сега отворивте полицистични јајници, се надевам дека ќе ве видиме наскоро повторно во студиото на Телма и ќе проговориме токму за оваа тема која што е ова е проблем кој што е исклучително чест. Така. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија наменета за родители, а се однесува на здравјето на нивните деца. Ова беше магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието и се гледаме. Пријатно.